civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Од безбедносен аспект станува збор за навистина сериозен проблем и голем предизвик за нашата држава, која што по членството во НАТО има сериозна обврска да гради безбедносна политика која што е соодветна и иста со другите земји членки на НАТО. Ова засилено влијание или така наречена хибридна војна по медиумите со лажните вести започна уште пред една деценија, кога започнаа сериозно да се ладат односите помеѓу НАТО и Русија, и од кога оној договор за партнерство помеѓу НАТО и Русија стана јасно дека е нефункционален. Ние можеме проблемот да го разгледуваме од домашен аспект и само единствено за Македонија, но секако мора да бидеме свесни дека ваквите прашања се и регионални прашања и ниту една држава во регионот, не само тие кои што не се членки на НАТО или на Европската унија, туку и земјите членки на НАТО и на Европската унија се под сериозно влијание на руската погрешна пропаганда, можеби и повеќе отколку во Македонија. Само една кратка ретроспектива ќе направам на тоа што се случуваше во Црна Гора пред нивното полноправно членство во НАТО, на какви се лажни вести тие беа изложени. Голем дел од економските оператори кои што работеа во Црна Гора се повлекоа и така натаму, па дури и неколку дена пред референдумот за членство се спречи и обид за сериозен напад врз властите во Црна Гора и беше спречен обид за атентат, кој што потоа беше пренесен повеќе како лажна вест отколку како вистина, меѓутоа да, сериозно се влијаеше. Апсолутно е во право новинарот Костовски за влијанието кое што го остварува руските служби во Атина да не се гласа за договорот од Преспа. Меѓутоа се успеа. Западниот свет успеа да го донесе тоа прашање на едно посоодветно ниво и ние да го заокружиме тој јужен чадор на НАТО, каде што сега освен Србија и ќе остане прашањето на Босна и на Косово отворено, НАТО веќе во оваа зона е безбедно, барем гледано однатре. Меѓутоа одвнатре тоа не е баш така. Во овој момент најмногу изложени на руската пропаганда и на фейк ньюс или на лажните вести е Бугарија, каде што дури и во владата имаат сериозен проблем по однос на поддршката на западниот свет, односно Украина во ситуацијата, и на Русија, односно на тоа што се случува таму. Па премиерот мораше да го разреши министерот за одбрана. Меѓутоа тоа не го реши проблемот. Таму е населението како пресечено на половина 50-50 за поддршка на операцијата во Украина и се разбира за поддршка на демократскиот свет. Кај нас состојбата исто така е прилично лоша. Воопшто не треба да ги потценуваме, иако се направија многу и некои претходни проекти, F2N2 например, програмата што ја водеа извадија дека во само еден ден се продуцираат по повеќе од 80 лажни вести кои што пред нашето членство во НАТО, па и во првите 2 години од членството се и како присутни. Официјалните медиуми, според мене, не се некој голем проблем, затоа што факт е дека 9 од 10 лажни вести се преласираат преку медиумите кои што се неформални, преку социјалните мрежи, најчесто Facebook, Twitter и така натаму, но тие сериозно влијаат на мислењето на граѓаните. И мора ние како држава да градиме со партнерите, се разбира, со одветни политики, затоа што на лажните вести можете да одговорите само со вистина. Нема друг начин да одговорите на лажните вести или еве овој краен, да речам, радикален начин да се сопре емитувањето на руските телевизии, но мора да продолжи да се презентира вистината, таква каква што е. Во право е Антоновиќ кога вели имаме ограничени извори. Да, така е, ние сме мала држава, немаме нити некаков посебен план, ниту некоја посебна програма, како ќе ја градиме отпорноста на лажните вести, но мора да работиме во таа насока. Министерството за одбрана во изминативе неколку години направи сериозен исчекор при размената на информациите со партнерите во НАТО и апсолутно го заокруживме тој простор. Пред неколку месеци целосно се интегрираше нашиот систем на размена на информации и тој е сега компатибилен со информациите кои што доаѓаат од НАТО, а ние за секоја вест можеме да се подпреме и на тие информации. Зборувам од безбедносен аспект, не од медиумски аспект. Од медиумски аспект, медиумите ќе си градат своји политики. Меѓутоа, јас апсолутно се согласувам со забраната да се емитуваат руските телевизии во Македонија, затоа што таа дојде како резултат на руската забрана за емитување на секоја друга телевизија на територијата на Русија. 4 дена откако руските власти малтене ги избркаа сите странски репортери од Русија, се случи одлуката да се забрани емитување на руските канали на секаде низ Европа. Не можете барем тоа веројатно е општо прифатено мислење, не можете од лага да градите став, затоа што човекот кој што е помалку запознаен, помалку информиран, тој е доволно да слушне колку е добра едната или другата страна и за него е тоа вест.
Ако е таа лажна, тој ја прифаќа и ја гради и неговото мислење го гради врз основа на таа лажна вест. Јас во моментов сум во Србија, се враќам од Сараево преку Република Српска. Можам да ви кажам дека не само на медиумите, туку на секаде е забележливо во делот на Република Српска, бидејќи тоа е до самото Сараево, па и самата граница потоа кон Србија, и во централна Србија, покрај патот на автопат, меѓутоа покрај патот се забележуваат многу уредени простори во кои што се врзани заедно руското и српското знаме. Посебен простор каде што пишува дека русите и србите се браќи, дека секогаш ќе останат браќи и така натаму. Тоа е една пропаганда која што дефинитивно многу влијае кај луѓето. И успехот на социјалистичката партија на Ивица Дачич да сега после толку долг временски период има еден сериозен скок во гласачкиот колач се должи токму на тоа. Луѓето сакаат да ги слушаат лажните вести. Тие се многу поподложни да ја прифатат лагата отколку вистината, затоа што лагата многу полесно се пласира и многу полесно се прифаќа. За вистината треба да се бориме, вистината треба да ја согледуваме и прецизно да ја презентираме. И затоа луѓето повеќе прибегнуваат и се многу повеќе склони да слушаат и да гледаат лажни вести отколку тоа што е реално за нас. Меѓутоа ние ќе речам, заради членството во НАТО, еве сега може да се види какви се тие придобивки, иако не успеавме заради корона и многу други прашања на вистина да почувствуваме што значи членството во НАТО, од безбедносен аспект за нас ова значи многу. Во една релаксирана атмосфера да се градат политики кои што ќе одговорат на апсолутно двете страни на паричката во светот во овој момент. Тие се толку разделени како веројатно никогаш порано во историјата, дури ни за време на студената војна, нити имале вакви можности, нити имале вакви интенции. Господине Дуевски, значи можеме да заклучиме дека со нашето членство во НАТО, а и нашите евроатлантски аспирации и определби можеме да и покрај проруското влијание кое што доаѓа преку медиумите, како домашните така и оние од да речеме најблиско од соседите, сепак ние сме безбедни сега за сега. Значи, нашава безбедност е на некој начин гарантирана, освен она кое што доаѓа во ставот и мислењето, да речеме, колку умот не е безбеден. Општата безбедност се разбира никако не е нарушена. Меѓутоа, многу прашања кај нас се загрозени токму заради лажните вести кои што доаѓаат од Руската Федерација. И затоа не ви се потребни докази. Може да зборуваме дека таквите влијанија најмалку имаат реперкусии врз безбедносниот сектор. Зошто? Затоа што тука се направија сериозни реформи, ние веќе ги имплементираме повисоките стандарди на земја членка на НАТО, но останаа многу други сфери во општеството каде што руското влијание е итекако големо. Јас не би се и не се срамам да кажам, апсолутно е во право поранешниот премиер Заев кога кажа дека благодарение на сериозните пари кои што дојдоа од Руската Федерација, изборните резултати во октомври лани беа такви какви што се. Јавното обвинителство нема досега некои конкретни случаи, меѓутоа тоа е такво влијание, тоа е мека моќ која што се реализира. Ако продолжиме понатак, пласирањето на вести, па дури и на националниот сервис, оди апсолутно неизбалансирано. Не мора тие да зборуваат за Русија. Доволно е 5 минути да ни ги презентираат само единствено ставовите на српските медиуми или на некои други. А факт е дека тоа не се случува. Но и уште понатаму, значи да се зборува за запирање на нашите евроатлантски интеграции, посебно во делот на членството во Европската унија, е резултат на влијанието на Русија. И тоа е сериозен притисок кој што се врши во Софија. Се измислуваат нови предизвици и проблеми, а ние наивно веруваме дека Каракачанов успеал да го наметне прашањето на Илинденското востание, за да ги отвори сега еве до ова што минатата недела се случуваше во Битола. Не, напротив, дефинитивно оној руски свет има многу силно влијание и на проширувањето на Европската унија. Исклучувањата во Украина се резултат на тоа. Да не се случи да има богати земји каде што граѓаните живеат многу подобро отколку тие во Руската Федерација. Ние тоа ќе го чувствуваме и во наредниот период. Од безбедносен аспект, ќе речам, немаме некои посебни предизвици. Меѓутоа, се друго во општеството е итекако подложно на овие лажни вести и се креира таков наратив, за жал. Не постои руско влијание, барем формално не никако, затоа што образовните програми во основното училиште се по Кембридж програмата, останаа да се имплементираат такви какви што се. Средното училиште исто така развива наши програми кои што се соодветни за потребите на знаењата на средношколците кај нас, а на факултетите се применува Европскиот кредит трансфер систем, што значи дека студиските програми на сите наши факултети се прилагодени согласно европската мрежа на универзитети и тука речиси да нема формално никакво влијание. Во средното училиште
училиште и во завршните години од основното има неколку лектири, но тоа се светски класици кои што продолжуваат да се изучуваат, се разбира, од руските автори, и тоа е добро и секако дека е значајно дури и во контекст на современиот свет. Меѓутоа проблем постои, не е тоа сериозен проблем, сепак станува збор за инцидентни ситуации во кои што наставници како индивидуи и те како пропагираат пред основците и особено пред средношколците нивната вистина, нивната визија за тоа што се случува во Украина, па имавме забележано неколку такви случаи каде што наставници во основни училишта им кажуваат на ученици од 7 оделение дека кога ќе изберете глумец за председател, не можете да очекувате друго освен војна и така натаму. Ред оправдување на тоа што се случува во моментот во Украина. Но неформално преку индивидуата, преку наставникот, преку професорот, да, тоа суптилно, онаа мека моќ се реализира и таму. И дополнително на сето тоа, ова што сега ни се случува, го спомена и новинарот Костовски, штрајкот на СОНК за поголеми плати и така натаму, не може да не се земе во контекст на целата состојба во која што ние во овој момент се наоѓаме. И тука воопшто не е проблем што тие штрајкуваат, тие треба да штрајкуваат и да си ги бараат своите права, апсолутно. Сите им даваат таква поддршка, меѓутоа не можеме да забораваме дека владата недоволно јасно одговара на лажните вести преку кои што сите наставници се доведени во ситуација да веруваат дека може да се постигне многу повеќе од тоа што во момент го има. Но тоа се други прашања. Јас ќе речам во образованието, барем во високото образование немаме никакви врски со Руската Федерација. Јас сум 15 години во високото образование, можеби 2 или 3 пати сум се сретнал со мои колеги професори од Русија и тоа е се. Поврзано и со оваа тема, со оваа прашање до господинот Антоновиќ, дополнително дали ваквата поставеност на политиката во нашата земја, еве господинот Антоновиќ вели дека немаме сериозно проруско настроени политичари кои што може да променат нешто на политичка сцена, меѓутоа дали може да променат во информативниот избор на гласачите кога би дошол некој следен изборен процес? Имаме парламентарна партија со двајца пратеници со отприлика 100.000 гласачко тело на наредните избори предпоставено, која што е отворено против членството во НАТО, која е отворено против интеграциите во Европската унија и која држи тесни врски со Руската Федерација. Амбасадорот Баздикин оди во собрание да се сретне со Абасиев од Левица. Нивното влијание во општеството е сериозно, никој не сме да ги потцени. Левица расте со така огромна брзина што можеби наскоро не втора, не третото може да стане и втора парламентарна сила. Можеби не на првите наредни избори, но веројатно на некој од изборите потоа сигурно. Тоа не смееме да го потценуваме како општество. Дека со нивните идеи и со нивните ставови апсолутно ја држат руската страна во сите сфери на општественото живење и се антизападни. Тоа не е анти-естаблишмент, туку е дефинитивно антизападна политика. Сега, по однос на тоа што ќе се случува во иднина. Да, дефинитивно, ние сме поклопени од лажните вести. Джаби им правите патишта на луѓето, джаби им ги изголемувате платите, кога нивната страна и видувања се насочени само единствено кон истокот. Нема спас од сето тоа. За жал, властите во државата не превзедоја ништо да ја презентираат вистината. И затоа се граѓаните толку подложни на лажни вести. Не се согласувам со Антоновиќ дека нема руско влијание, и како има. Кај обичниот граѓанин во внатрешноста на државата, па дури и во Скопје, има силно изразено влијание. Тоа го има во институциите, таму каде што луѓето работат, тоа го има во приватниот сектор, тоа го има во секој дом, да речем. Секој кој што се определи за таа страна да се информира преку канали или Facebook, тоа што велиме се може да се каже, да, може се да се каже. Но за жал ние сме во ситуација во која што дури и главните државни медиуми, изворот на информации на вистината кај нас се доведени во прашање токму заради мешањето на Руската Федерација. Или ајде да не викам на Руската Федерација, на регистрирани портали во Руската Федерација. Може би не стои, или некоректно да се каже дека руската влада стои позади ова, меѓутоа најголем генератор на лажните вести кои што се пласираат во Македонија, а поврзани и со изборите и со политиките, се регистрирани во Русија. Господине Дујовски, професора, ваш коментар за крај? Правото на слободно изразување мора да биде гарантирано, независно која власт ќе биде. Ние живееме токму во таков свет сега, кога на вистина можеме да слушнеме многу различни ставови од крајност во крајност, но сето тоа е една одлика на современо демократско општество, тоа е добро и треба да се протежира, за никогаш повеќе да не дозволиме да имаме ситуации во кои што може да се слуша само една вистина, а на што се разбира бевме навикнати да живееме во период подолго од една деценија. Сега дозволете ми да зборувам малку лично само за себе. Никогаш во овие
10 години од кога учествувам во јавниот живот и имам своји настапи по телевизиите, не сум побарал термин за себе, никогаш. Но исто така, никогаш не сум одбил новинар кога ќе ми се јавил за различни теми. И тоа е квалитетот што треба да го применуваме во нашето општество. Иако завчера кога Билјана ми се јави, јас знаев дека денес е ден кога патувам од Сарајево за Скопје и сум во кола, нема да одбијам, затоа што мора да се разговара слободно и отворено за сите прашања и само така ќе бидеме добри учесници во овој современ свет. Генералниот директор на јавниот сервис се уште е истиот човек кој што дозволи да се сопре демократијата во националниот сервис. Сега, како веде мандат, оваа власт не направи ништо за да ја гарантира слободата на медиумите да стане одржлива. За жал, го имаме истиот човек во Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги, како се нарекува, истиот човек кој од претходната власт продолжува да биде и веројатно ќе стигне додека сегашната опозиција ќе дојде на власт, истиот човек да биде на таа позиција. Ја имаме толку широката палета на медиуми кои што се дефинитивно извор на лажни вести. Доволно е да вклучите програма да видите дека вестите на некои од медиумите се со 95% застапеност против политиките на владата. Тоа ли е избалансирано новинарство? Никој никогаш не побарал став од владата или од ресорното министерство, туку само се пренесуваат вестите на онака како што се собрани попат. Па на националниот сервис можете да го видите 30 пати во текот на денот лидерот на опозицијската ВМРО да понаме. А сум уверен дека добар дел од населението не ни знае кој ни е премиер. Затоа што го нема во медиумите. Затоа што нема простор во медиумите. И навистина загрижува фактот што огромен број, посебно од телевизиите, се до таа мера антивладино расположени, што едноставно се создава впечаток дека владата ама баш ништо не работи во оваа држава. А реформите се спроведуваат, тие се во тек. Значи, за да се гарантира развојот на демократијата, мора да се гарантираат слободни и независни медиуми. Слободните и независни медиуми не треба по дефолт да бидат провладини, ниту пак антивладини. Не, слободните медиуми треба да бидат лидери, да пренесуваат тоа што е значајно за државата и за граѓаните. Нити да завземаат страна кон владините политики, нити да завземаат страна кон опозицијските. Но за жал кај нас веројатно и начинот на финансирање и поставеноста е таков да тие веројатно со многу поголеми симпатии гледаат кон политиките и практиките на сегашната опозиција, заради тоа што се уверени дека не ги промениле своите ставови по однос на тоа како ќе се поддржуваат медиумите кога тие ќе дојдат на власт, какви милиони ќе се слеваат за некакви владини реклами и за некои други несуштински прашања, и токму затоа е ова, да речем, отворување кон опозицијата, кое што дефинитивно го поклопи нашиот слободен медиумски простор. Мора да работиме и да се трудиме да се менуваат работите секде, така и со слободната мисла, така и со демократијата.